За нови години. Ајде, за нови години. Добри, за нови години. Како иде? За село град да кажеме нешто? Се ето. За нови години. Добри. За нови години. Чекай на Чиче да му честитаме празник. За нови години. Така е това, само да фана. За нови години. Селе е под контрола? Да. Како празнико? Празнико е супер. Гостите са одлични. Имаме таа година повеќе, така ми се чини по полите. Имаме од Куманово, Каменица, од Паланка имаме. И добро е. Да се одбележи празникот за село град, што да кажеме. Значи местната заедница организира, значи за селото приходот се оди. И така. Ајде, нека ви се среќа. Хвала. Поздрави до моторджиите. Живеј. Колко е? 0-0. 3-2. Второ по време. Така уживо. Дојдете дома. Да, нагоре. 3-2, второ по време. Тука сме со дел од жителите на село град, еве соборен ден, оваа година малку повеќе. Што ќе кажеме за селото, за турнирот? Убаво, децата нека се потрчат мајко со нови традиции, хубаво да се игра. Арно, добро е. Сергиев. Аутот се ова. Шут, напредуве! Грешак сега. Абе шутире напредуве! Крај на преварот. Честитки за ова победа, да кажеме нешто за турнирот. Гледаме дресовите за екипата на овие од цело град се тука. Многу топло. Колку екипи има денес? 8. Кој беше овој натпревар поред? Дали обезбедивте? Прво коло. Не, се игра во групи. Така. Првите две екипи од двете групи идат полуфинале. За самата организација, за крај што ќе кажеме? Организацијата е на место, само многу топло и малку народ. Така, благодарам. Се наоѓаме во село град, каде се слави соборниот ден, има турнир во мал фудбал, а тука има и гости од Италија и наши сограѓани кои ќе кажат малку што фали на селото. Уличните па година и пол-две сигурно не одат, а народот плашта. Ја одих и у собранието, па ако треба да се навреди некој и мога и да навредам, мисла, не сакам да навредам, ама... Јасно, да се одржува треба редовно. Да, селото е напуштено. Малку околу хигиената, корпи за отпадоци има ли доволно? Страшно, страшно. Континерите се скршени, влазат мачки, кучиња, ѓубрето го сврлаа надвор.
Кога дојдат да го собира ѓубрето си остане под континерот, ако има гласање дојдат за гласове, пензионерите може да ги најдат само гласањето да има. Иначе Селото реално не е убаво, гледаме. селото не е убаво, треба малку повеќе грижа, малку ѓубрето да се фрла дека треба. Да не фрла ѓубре под континери, до континери. Знае се среда да оди камион, вторник вечер кој има ѓубре нека си го фрли у континеро и малку да се освести тој народ. Значи работи, еве сега организира се турнир по село Градка, денеска е празник на селото, Света Троица, местната заедница там организира и работят, значи, што се заработи, това ќе биде за местната заедница на селото. От какво се избра таа местна заедница, мисля дека онади и спонзорство добро собра, многу пари собра от общината и общината има обечано 5000 евра, им даде на местната заедница. Само треба да се направи план и със време да се направи во селото. Колку жители има моментално село Град? Тука постојани жители. Има да се најави. Има ги некаде околу 280 до 300 души. Иначе во куќи, значи, јас сам пензионер, мисля и сум член на во пензijското воделче во извршен одбор. Знам колку пензионери имаме, 96 пензионера од селото. Инаку имаме 112 куќи, 112 куќи во селото имаме. И има негде еден, негде два, негде троица, негде четворица, значи негде тука, негде од 250 до 300 души моментално имаме жители во селото. Значи местната заедница ќе се потруди да Значи ги местната заедница реши тие проблеми. моментално решава работите и организира, набави и клуби да се поставят по улиците, по селото, се чисти и мисля дека иде на добро. Останува значи уличното да се реши. Сега улиците сега треба некој план да се направи, тие пари што се собра, има и донации од општината. Само треба местната заедница да направи состанок и да донесат одлука што треба што е приоритетно да се направи. Корпус за отпадоци повеќе да има. Корпус, значи прегалница малку е во слаби односи, значи не си обавува добро работата, шахтите не им се добри, континери слабо има, уличните нечат да ги поправат. Председател на местната заедница вече 10 пати оди во собрание, оди во пијанечка. Ангажирање човекот, значи сака да биде се во ред. Благодарим.